Звучи прилично лицемерно кога оној чий потпис стои за сценаријата за македонскиот Rolling Thunder, со кој преку секојдневни бомбардирања од пропагандата требаше да се инициира внатрешен конфликт од сериозни размери. Оној што даде знак за формирање на десетици квази патриотически здруженија и со ќосева реторика ги стимулираше да станат локални рамбовци кои ќе ја делат правдата. Сега продуховен, не барем миротворец, наводно ја одбива таа стратегија и се обидува вербално да ги дистанцира, иако тие се дел од неговата придружба. Ги следам внимателно повиците за виетнамски сценарии, улични борби или формирање на македонски терористички групи. Тоа само може целосно да ја растури Македонија. Јас такво нешто нема да дозволам. Иако цената за тоа е мојата судбина, тогаш нема никаков проблем. Еве ја. Таков судбински наратив не можеше да се чуе тогаш кога се уште се сметаше на можноста за преврат преку насилство. Па по собствено признание ќе се чека моментот на созревање и на преземање на одговорноста за стореното, пошто за некого поскоро, за некого подоцна, за некого никогаш, но за партијата која ќе расчисти со сенките од блиското минато, извесно ќе дојде денот кога ВМРО ќе се врати и ќе покаже зрелост и одговорност повторно да ја води Македонија. Пред да се врати, ќе треба некој друг да ја подсреди оставштината, бидејќи долгогодишното неограничено владење предизвикало таква комоција и слобода во која владата веројатно им наликувала на подиум за забава, на кој својот талент го прикажувале сите уметници на кои не можело да им се најде место во театрите, па со својот глас и давале тон на работата на чиновниците од кабинетот. Еве се трудам на лице кое што има средно мужичко училиште соло пеење, како да му најдам работен ангажман во генералниот секретаријат. Наспроти солистите вработени во владата во медиумите што беа формирани од функционерите солисти на владата, се појавуваат други солисти кои се истакнуваат со собствено авторство на умотворби, кои за да не биде сватено дека самите си ги измислуваат, како на творци се реферираат на тој што сигурно не би можел такво нешто да измисли. Јас би ве прашала наредно прашање, колку народот ќе извалка не може да чистат сите комунални предпријатија заедно, тоа е народна поговорка. Во таква ситуација, кога една од улогите не само информативната, туку продолжената едукативна функција не се остварува, епилогот е тоа што граѓаните почнуваат да ги мешаат мерните единици, па збунети, вадат нови дефиниции, како онаа за топлина, па ја мерат не во целзиусови степени, туку во зависност од оддалеченоста од сонцето. Задоволни не сме хич, само гледано како подвршничне температурите ни се 10 сантиметри. И на крајот, кога температурата е порасната уште од раните утрински часови. Најпрвен, добро утро на сите гледачи на вашата ценета телевизија К1. Добро утро. На сите што уште живеат во длабок сон. Добро утро.